Подпрени на конструкцијата од која и натаму се креваа кулите на манипулации и се режираше реалноста во комбинација со накитените шатево-чуповски истражувања. Оние што и онака не газеа по земјата, туку живееа во сопствениот забарикадиран свет, беа оставени без минимум информации за тоа што навистина се случува. Доколку ги изгубите локалните избори, дали ќе се поднесете оставка? Не, ние на локалните ќе победиме. Не сте информирани. Имам чувство дека и ние на некој начин сме запрашувани. Верувате во ваков исход и сигурниот настап дополнително ги мотивираше надобудните аналитичари веќе целосно охрабрени, осилени, да проникнат длабоко во партиските души на гласачите и низ собствена психолошка перцепција, да дадат прецизна прогноза за конечниот скор. Мислам дека дека луѓето го гледаат ова и оние што беа неопределени кои гласа за СДСМ на парламентарните избори, сега мислам дека се демотивирани, а додека кај ВМРО, ДПМН и кај членството гледам многу поголема мотивираност да излезат на овие избори. Оти на тој начин би се отворил патот до предвремени парламентарни избори. Секој утро имаше шари на небото, веројатно прскале со ефтини седативи. Ова е издржана и со ноторни факти подкрепена анализа со која се бодреше победничкиот дух, го преживеа тестот на времето, а за незината точност, како официјален аргумент кој ќе ја даде на цврстина, може да користи личното сведоштво на еден од експонентите, кој продуцираше слични памфлети. Јас знам кога се движам во јавност, кога ќе влезам во продавница, во бурек жилница, во ресторан, како луѓето реагираат. Имате периоди во кои што ВМРО имало многу повисок рейтинг и во кои што луѓе ве приоѓаат и ве храбрат, ве бодрат. И имате периоди како сегашниот. Еве денеска што ви велеа луѓето? Па, луѓето си вртат глава сега, знаете како е сега. Не ве познаваат. Верувам дека они тој алуминиум го прскаат и тоа едноставно не труе сите нас. Уште поексплицитен е нивниот суровореален колега по издржаност на тези кој можне веродостојно и екзактно ја презентира состојбата во која се наоѓаат тие што наместо да го чујат гласот на граѓаните, се заушиле на нивната аналитичка стручност и компетентност. Поразот е сираче, никој не го сака, да не речем абортирано чедо. Сите бегаат од поразот, а на победата сите се лепат како магнет сувенирчиња. Секој утро имаше шари на небото, веројатно прскале со ефтини седативи. Сепак, имајќи го баш токму тоа искуство на прилепување, таа што прекапна, сметајќи дека сите треба да и наликуваат, се обиде да ја преслика собствената, врз генералната слика за состојбите. Оној наш менталитет, би рекла и клиентелистички, дојде до полн израз, каде што луѓето редовно повеќе сакаат да се приклонат кон партијата на власт. На крајот, кога веќе сите аргументи се исцрпени па се навлегува во сферата на ирационално. Имам чувство дека и ние на некој начин сме запрашувани. Верувам дека они тој алуминиум го прскаат и тоа едноставно не труе сите нас. Секој утро имаше шари на небото, веројатно прскале со ефтини седативи. Несвесноста е навистина сериозен проблем, ама само за оние кои што се подизгубиле под влијание на долготрајното дејство на опијатите на власта.